3548 ученици од прво до девето оделение годинава ќе започнат со основно образование во 5 основни општински училишта во Штип. За 336 од нив училишното звонче ќе задзвони првпат, а 2021 учени го започнуваат средното образование, од кој во прва година 508 ученика. Вкупниот број на ученици од основните и средните училишта изнесува 5569 ученика. Изјави на денешната пресконференција раководителката на сектор образование и јавни дејности Снежана Санева. Значи, во основното образование годинава ќе започнат со образование вкупно 3548 ученици од прво до девето оделение во 5 основни општински училишта, а вкупниот број на правачиња кои ќе се запишат ќе изнесува 336 ученика. Додека што се однесува до средното образование, треба да кажеме дека образованието го започнуваат 2021 ученик, од кој во прва година ќе се запишат 508 ученика. Или вкупниот број на ученици кои ќе го започнат основното, односно ќе го осверат основното и средното образование во учебната 2026-2027 година изнесува 5569 ученици. Бројот на ученици во основните и средните училишта во Штип годинава повторно бележи намалување, но разликата во однос на минатата година е помала. Раководителката Санева истакна дека состојбата се следи преку анализи, а најрелевантен показател се податоците од основното образование, бидејќи учениците најчесто се запишуваат во училиштата во општината. Сите училишта се подготвени, како основните, така и средните училишта, за одвивање на наставата во нормални услови. Секако дека како на ниво на држава, така и во општина Штип имаме одредено намалување на бројот на ученици кои што се запишуваат во основното образование, исто така и во средното образование, меѓутоа ако направиме компарација, ќе видиме дека тој број годинава е малку помал од претходната година. Тоа значи дека сепак повеќе ученици помала е разликата од минатата година до сега отколку претходните години. Ова се однесува за основното образование. Таму ги правиме анализите, секако правиме и анализи во средно образование, меѓутоа средното сепак е можност за учениците да се запишат и во други училишта и во други градови, тоа не е некој показател за бројот на присутни ученици во државата, а во основното образование учениците се запишуваат во општината и тоа не е некој показател за вкупниот број на ученици кои што се во моментов во општината. Инаку, основните и средните училишта се подготвени за работа.